Сакаме да патуваме, да откриваме, возовите стојат, автобуски линии нема доволно, за такси немаме пари, што ни преостанува друго, освен да тргнеме пеш, со добра волја и со добри желби. Новиве се одбележува 9 мај денот на победата против фашизмот, а во последно време и денот на Обединета Европа. Овој ден го искористивме да подготвиме на емисија од поблиското историско минато на нашиот народ, неговата борба за слобода, за формирање на самостојна држава. Ангажиравме неколку познати личности кои што со своји искажувања ќе се јават во емисијата, а тоа се магистер Јован Кочанковски, Ѓорги Димовски Цолев, магистер Живко Митревски, доктор Александар Литовски, Божидар Рајчевски и Васко Јовчевски. Во борбата за слобода на македонскиот народ видно беше учеството на граѓаните, борците и целокупното население од Битолскиот регион. За тоа нешто повеќе од искажувањето на магистер Јован Кочанковски. Ова година се навршуваат 70 години од почетокот на Втората светска војна. Таа војна ја започна фашистичките држави, односно Оската, Рим, Берлин и Токио. Односно
Германија, Италија и Јапонија. Целта им беше да се направи повторна прераспределба на колониите во светот, односно да обезбедат своје господство во светот, бидејќи тие, а посебно Германија во Првата светска војна многу изгуби и беше поразена. Војната започна на 1 септември 1939 година со напад на Полска и заврши на 2 септември 1945 година со капитулацијата на Јапонија. Во Европа победата над фашизмот се слави на 9 мај 1945 година. Тоа е датата кога Германија беше приморана да потпише капитулација, победена од антифашистичката коалиција. Тоа беа земјите што се бореа против фашизмот, против оние држави кои што сака ново господство и прерасподелба на тоа господство во светот. Антифашистичката коалиција ја се чинува околу 60 држави. Раководната улога во неја имаше Соединетите американски држави, Англија и Советскиот сојуз. Советскиот сојуз се вклучи во таа војна во јули 1941 година, кога беше извршен напад од Германија врз него. Се смета дека во војната војувале околу 61 држава, а се воделе борбите во 40 држави, односно во 40 држави од Европа, Азија и Африка. За таа војна биле мобилизирани 110 милиони војници. Се разбира, таа била војна многу крвава, во која што биле употребени нови оружја, масовна употреба на авиација, на тенкови, топови, каќуши и така натаму. И во таа војна крвава се смета дека изгинале околу 50 милиони луѓе, а 35 милиони биле ранети. Секако најголем број жртви имала Русија, околу 20 милиони, потоа Полска околу 6 милиони и Југославија околу 1.700.000 жртви. Према процентот на загубите, значи после Советскиот сојуз доаѓа Полска и Југославија. Југославија е нападната во април 1941 година. Посебно во таа војна се разбира е жртвувана и Македонија. Во тоа време Бугарија, Романија и Унгарија се сојузници на централните сили и конкретно на Македонија германците нападнаа преку Бугарија. Од 6 април 1941 до 18 април Југославија беше поразена, односно Југословенската кралска војска беше поразена, капитулира на 18 април. Кралот избега, ја напушти државата, раководството на бурџоаските политички партии исто така ја напушти државата и во тоа време, во времето на распадот и на Југословенската војска и на државата, на системот, единствена политичка сила која што остана организирана и која што спремна беше да даде отпор на фашистичката окупација,
била Комунистичката партија на Југославија, во тоа време нејзин генерален секретар Јосип Броз Тито. Конкретно во Македонија отпорот против фашистичката окупација започна уште 41-та година. Односно во времето кога партијата комунистички ги повика комунистите и сите прогресивни сили да започнат борба, востание против фашистичката окупација за ослободување од окупацијата. На подрачјето на Битола, односно Битолско, а под Битолско се подразбира и Битолска околија, и Битолски округ, и Битолската област, 43 година, и Битолската корпусна, односно воена област, се развива движење организирано од комунистите. Ако 41 година на подрачјето на Битолската област ги имаме само активноста на Прилепскиот партизански одред, кој ја започна борбата против фашистичката окупација, во 42 година веќе имаме помасовно движење, односно се зголемува бројот на партизанските одреди. Конкретно во Битола 42 година го имаме партизанскиот одред Пелистер, кој навистина сосем кратка историја има, бидејќи тој беше разбиен во Ореовската корија во почетокот на мај, али Битолската партиска организација под раководството на Стив Наумов успеа да се соземе и веќе на 6. јули 1942 година се формира Битолско-преспанскиот партизански одред Даме Груев, кој што има и најдолга историја од партизанските одреди во Македонија. Во септември се формира нов битолски партизански одред Јане Сандански. Како што гледаме, нашите одреди ги носат имињата на борци истакнати личности од Илинденското востание, што значи на тој начин се покажува се символиката дека борбата од Илинден за слобода, за независност се негува и кај нашите борци, односно низ имињата на партизанските одреди што се формираа. 42 година веќе многу активен е и партизанскиот одред Крушевскиот Питу Гули. Потоа активен е и партизанскиот одред Димитар Влахов Прилепски, кој што подоцна се поврза заедно со Велешки, така што стана Прилепско-Велешки, додека во втората половина на 42 година се формира и партизанскиот одред Прилепски Ѓорче Петров. 43 година во март месец, некаде околу 25 март, дојде до обединување на партизанскиот одред Даме Груев со партизанскиот одред Јане Сандански. Се обединија како единствен одред под команда на Тодор Ангелевски Строгов. Оттаму, значи на подрачјето на Мала Преспа се формира дојде тоа обединување и тој продолжи со активности во Егејска Македонија. Таа година, значи 43 година, ја одржан во Тешево еден многу значаен состанок. Значаен за понатамошниот развиток на борбата во Македонија. Тој е така наречениот Преспански состанок, одржан на Илинден 2 август 1943 година, на кој што е одлучено од партизанските одреди да се пристапи кон поголем вид на организирање воено, односно да се пристапи кон формирање на армија, македонска војска. Исто така да се пристапи кон припреми за свикување на прво заседание на АСНОМ. Се формира и посебно тело што ќе работи за подготовката на тоа. Спроведувајќи ги одлуките на Преспанскиот состанок, на 18 август 1943 година во Дебрца се формира
првиот македонски батальон. Тоа значи прва регуларна војска партизанска во Македонија. Затоа тој 18 август сега го прославуваме како ден на македонската армија. Тоа е батальонот Мирче Ацев. Тоа значи дека востанието во Македонија многу се прошири, се разви борбата и веќе летото 44 година се случува еден многу значаен настан. Тоа е првото заседание на АСНО, на кој што се поставени темелите на македонската држава. Во тоа време се формираат и нови бригади, се формира 5-та бригада, се формира 4-та албанска бригада, се формира 7-та битолска бригада, се формираат тиквешките бригади 9-та, 10-та и 11-та. Значи, расте војниот состав на Македонската народно-ослободителна војска под команда на главниот штаб на Македонија, начело со генералот Михајло Апостолски. И се разбира сега во август и септември се водат борбите за ослободување на одделните градовите Македонија. Веќе започнуваат завршните борби за ослободување на Македонија, а тие борби во тој период најповеќе се водат и против германските единици кои што се повлекува од Грција. Германската армиска група е со нив се водат борбите во завршните операции за ослободување на Македонија. Во ноември 1944 година на подрачјето на Македонија на Битолската област, на Битолската војна област или оперативна област, веќе действуваат 16 бригади. Таа област ја представува Гевгелија, Тиквеш, Прилеп, Кавадрци, Битола, Стресен, Струга, Кичево. Тоа е сето тоа подрачје, Дебар и така натаму, значи действуваат 16 бригади. Тие бригади се разврстени во 3 македонски дивизии, 41-та, 48-та и 49-та дивизија. 49-та позната и под името Битолска дивизија. Во половината на октомври се формира и првиот корпус. Тоа е првиот битолски корпус, инаку бидејќи зоната се вика втора оперативна зона, затоа го крстеа и како втор македонски корпус. Со акциите на овие војски, ова воена сила, во ноември 1944 година дојде до ослободување на Македонија. Македонија, значи, во ноември е ослободена и според одлуката на Врховниот штаб беше одлучено да еден дел од војската македонска учествува во завршните операции за ослободување на неослободениот дел на Југославија. На 9 мај 1945 година Германија подпиша капитулацијата, борбите во Југославија продолжија до 15 мај. Слободно можеме да кажеме дека иако не е на територијата на етничка Македонија, сепак на еден дел од Македонија, односно на вардарскиот дел од Македонија, се создаде македонската држава. Мислам дека и покрај големите жртви можеме да речеме дека борбата на македонскиот народ, македонците, малцинствата што живеат македониците, албанци, власи, срби и така натаму, заврши со успех и секако најголемиот успех и најголема придобивка е создавањето на македонската држава. Борбата против фашизмот ги опфати сите краишта на Македонија. За учеството на македонците од егејскиот дел на Македонија ќе ни зборува доктор Александар Литовски. Кога се зборува за македонското национално ослободително движење во егејскиот дел на Македонија, мора да се разграничат два периоди, и тоа едниот од 1941 до 1944 година, кога се одвива антифашистичката борба на македонците од тој дел на Македонија, и вториот период од 1945 до 1949 година, во кој се случува граѓанската војна во Грција и во кој македонците активно учествуваат. За периодот од 1941 до 1945 година, односно за
антифашистичката борба на македонскиот народ од егејскиот дел на Македонија, многу е важно да се кажи дека со учеството на македонците во таа војна, на некој начин се изврши осојузување на македонската борба заедно со светската антифашистичка борба и со тоа македонците на некој начин се изборија за правото за национално самоопределување и равноправност во рамките на грчката држава. Може да се каже дека македонците во овој период во Грција зеле активно учество во рамките на грчкото народно-ослободително движење и дадоа големи жртви во борбата против тамошните германски, италијански и бугарски окупатори. Инаку антифашистичката борба во егејскиот дел на Македонија и воопшто во Грција, како што е познато, завршила со интервенција од страна на Велика Британија во Грција, со кој на власт биле донесени десните политички сили, и тоа се случило во декември 1944 година, а фактички ЕЛАС, тамошната грчка народно-ослободителна војска, капитулирала со договорот во Варкиза од февруари 1945 година. Со ова англиска интервенција, воена интервенција во Грција и во егејскиот дел на Македонија, започнал еден нов период во борбата на македонскиот народ, затоа што во Грција почнал да се одвива еден идеолошки судир и тој е познат во историјата како граѓанска војна во Грција. Фактички се смета дека граѓанската војна во Грција започнала во март 1946 година и траела до 30 август 1949 година и во неа македонците од егејскиот дел на Македонија зеле масовно учество. Проценките кои можат да се сватат приближно говорат дека во граѓанската војна загинале околу 150.000 луѓе, а што се однесува до македонците се смета дека загинале околу 20.000 луѓе. Во овој судир исто така македонците успеале да извојуваат некои своји национални придобивки, како што е повторно отварање на македонски училишта, формирање на своји единици, учество во привремената демократска влада на Грција под раководство на Комунистичка партија на Грција и така натаму и така натаму. Треба да нагласиме дека македонците по поразот на демократската армија на Грција во егејскиот дел на Македонија почувствувале големи трагични последици, бидејќи покрај жртвите дадени во таа војна, после тоа започнал еден репресивен и геноциден дури терор врз македонците, со кој тие биле принудени за иселување во прекоокеанските земји. Грчката држава дури како последица на граѓанската војна и обвинувањата против македонците донела низа законодавно правни акти со кои македонците биле целосно дискриминирани и тероризирани. Така, например, биле донесени низа акти за конфискација на имотите на учесниците во демократската армија на Грција и после некој период дел од тие акти биле анулирани за грците, но за оние што не биле грци по род важеле и важат до ден денес, што е директна последица од граѓанската војна, да речеме. Исто така, економскиот притисок бил многу зајак над врз македонските, па затоа голем дел од македонците се иселиле од егејскиот дел во прекоокеанските земји и Европа. Секако, мислам дека мора да се спомене како едно од најтрагичните последици на граѓанската војна во Грција, екзодусот на децата бегалци, кој започнал во февруари-март 1948 година, со кој од егејскиот дел на Македонија, претежно во источноевропските земји, биле иселени околу 28.000 дечиња,
а од нив се смета дека околу 18-19 се македончиња. Тие биле згрижени во детски домови таму и по завршувањето на граѓанската војна, исто така, бидејќи потекнувале од македонски фамилии, не можеле и не можат ден денес да се вратат и да ги остварат своите права во родните места. На крајот да кажам дека борбата на македонците од Егејскиот дел на Македонија е дел од општата антифашистичка и национално-ослободителна борба на македонскиот народ во сите делови на Македонија и таа борба на македонците од Егејскиот дел на Македонија е уште едно камче во мозаикот на европската, да речеме, и иднина на Македонија. И така, драги Стив, велат во ноќта потемна од земја, посурава од бурата, посветла од светот, се извиши бор неизгор, среде еден град недоград, сред еден род во препород, сред непоробени робови, сред луѓе неотуѓени од крвта. И како што се чека девојка на средбата прва, ја чекаше ти бурата крвава, за да ги укрепнеш со неа крилјата, да го испробаш кормилото, на волјата и чувствата, да накренеш гради пред силата, да го плиснеш јадот и тагата згусната, твоја и наградот, кој тебе те задои и надои со љубов кон бедните, но пред злото не наведнати кон обесправените, но со Со формирањето на првиот партизански одред Пелистер, подосна и со останатите партизански одреди и воени единици, се трасира патот за слободата на нашиот народ. Од тогаш, повеќе манифестации и традиционални средби се одржуваат за одбележување на тие светли дати. За маршот, што се организира по повод формирањето на одредот Пелистер, нешто повеќе од Божидар Рајчевски. Првиот партизански одред Пелистер е формиран на 22 април 1942 година на местото викано 12 кладенци во Ореовската корија. Тоа е еден многу значаен настан од народно-ослободителната борба, заради тоа што ово е првиот никулец кој во Битолско ја започна борбата за ослободување на нашата земја. На ова место изградена е спомен чесма, заради тоа што од 21 борец во овој одред, поголемиот дел од нив во натамошните борби и предавства кои следеа после тоа ги дадоа своите животи за ослободување на нашата земја. По тој повод, а по повод 65 годишнината од народно-ослободителната борба и револуција на македонскиот народ, а боречката организација од Битола секоја година по повод 22 април, денот на формирањето на овој одред, организира марш и посета на местото каде што е формиран овој одред. Оваа година, како што истакна по повод 65 годишнината, борци, почитувачи на боречката организација, ученици и планинари го посетија ова спомен место и положија свежо цвеќе.
Ова активност е многу значајна, не само за обележувањето, туку и за подсетувањето на младите генерации за борбата која е водена, за нејзините почетоци и за конечното ослободување на нашата земја. Овде се најдуваме меѓу два значајни споменици. Тоа е споменикот на борците од Народно-ослободителната борба и уште еден позначаен споменик, тоа е гимназијата Јосип Броз Тито, каде што се калени и првите интелектуалци кои ја превзедоа улогата за изградба на нашата земја и во Народно-ослободителната борба, а и покасно по ослободувањето. Вакви традиционални посети и организирање на маршеви и други манифестации по повод значајни настани од Народно-ослободителната борба се одржуваат во Преспа, на гробот на Стив, на местото каде погина Стив Наумов и Мите Богоевски, во Смилево и на многу други места. Уште пред почетокот на Втората светска војна, незадоволните работници, работничката класа, организирани во синдикални организации, организираа и спроведуваа масовни демонстрации за нивна рамноправност вклопена со идеалите за слобода. Председателот на регионалниот синдикален совет, магистар Живко Митревски, се искажува за тоа синдикално движење, за учеството на работниците во револуционерното минато на нашиот народ. Минатата година Сојузот на синдикатите на Македонија прославуваше 100 години од формирањето на синдикалното движење. И задоволството е големо што Битола како град со исклучителна културна, економска и политичка традиција може да се пофали дека има и исклучителна значајна и синдикална традиција. Тоа значи дека уште од првите облици на феудалното и крајот на феудалното општество, првите облици на почетокот на капиталот, организирано се пристапи кон формирање на соодветни институционални форми на синдикално и работничко организирање, така да можам да кажам дека уште во далечната 1908 година формирано е првото синдикално здружение, класно сознание, како предвесник на инните организацијски форми на здружување на работниците во нивната борба за остварување на социјалните и економски права. Веднаш после тоа започнува да излегува и првиот работнички весник, работничка искра, и веќе од тоаш па натаму можеме да зборуваме за една традиција во синдикалното организирање во Битола. Значајно е да се напомене дека таа борба е проследена не само како борба за социјална и економска сигурност на работниците, туку синдикатите во тој период вклучително се вклучени во една борба за социјално и национално ослободување. Тоа значи винно е организирањето на работниците напоредно со класното осознување да водат борба и за национално ослободување. Од тој период па наваму бележиме низа организациони облици на действување, така да непосредно во позадината кај нас е изградата каде што во 1931 година формиран е и првиот организиран облик на регионален синдикат. Тоа е Општото синдикално повереништво во Битола, како организационен систем кој ги обединува сите работници, своевремено тоаш во така наречените урсови синдикати, за да после тоа ги бележиме и другите организирани форми на здружување на работниците од градот на Битола. Во секој случај јасна е идејата, јасна е насоката, уште од формирањето па се до ден денес, дека преку синдикалните асоциации, институции и организации на здружување на синдикатите оставиле еден историски печат во Битола, во делот на борбата за социјално-економско екзистирање на работниците и за класно национално ослободување на вработените. Значи даден е значаен придонок за ова денес што го уживаме и што го имаме. Апсолутно, мислам, горди сме ние што работиме во синдикатот и кои аплицираме во синдикалното движење, дека сме дел од тоа општо движење и од она што општо денес го чувствуваме во Република Македонија, а се надевам дека го даваме и дополнително придонесот за живење во една европска Македонија и европска Битола. На неколку места во градот има спомен плочи поставени за тоа синдикално организирање во минатото. Што друго се илустрира преку нив?
Па историските традиции се јасни и горди сме ете што преку и овие форми и споменици кои се одбележува синдикалното движење, дека таа традиција продолжува и дека во таа традиција значително и понатаму градот Битола преку синдикатите во Битола продолжуваат во изградба на европска и Битола се разбира и Европска Македонија. На кантар студен со туч го мерат, а можат ли да го измерат? Нашиов тутун, нашава мака, нашава солена пот. Од темни зори на утрини летни, до никоја доба на вечери зимни. Тој гладно пие тагата наша, и потта, и крвта, и снагата ни. Жолт, жолти прави лицата бледни, и жолта гостинка у градите носи. По утрини росни, по мугрите пресни, наведени ничкум по полињата родни, зачмаени ние го береме. Лист по лист кини, лист по лист нижи. Лист по лист превртуј, притискај. Лист по лист милно, таговно реди. И на долга низа од капки пот, и надеж со клетва и зелена јад. Со корав поглед на очите матни, по кревките лисија жолто-златни, приказка горка на живот клет, нанижи безгласна, а така јасна. Та не знаеш ли, денот ли дојде тој да се мери, мерка му нема, а в градите длаби без да се запре, без дно да најде. Не тагаа клетва и во очите матни, и не сакајки сама се дига фуријата. Кантарот носи лисјето златно, а в гради луто далгите беснат, на жолтата мака, на жолтиот тутун, на жолтата пот на рацете ни. Многу настани личности, досетки од периодот на војната или после неа, а и пред неа, не може никогаш да се заборават. Се врежале длабоко во душите не само на учесниците, туку и на оние што имале можност да се запознаат со случките што се случувале. За некои интересни настани од тој период ќе ни зборува професорот по историја Ѓорги Димовски Цолев. Нашата војна, антифашистичка, беше на национална основа македонска. Така имаме еден убав податок уште 41-а, а ја водеа комунистите ја водеа. И раководеа и организираја комунистите. Меѓутоа не сите беа комунисти, имаше и симпатизери, антифашисти. Сега, за тој податок, дека е на чисто македонска линија, имаме еден изврсен податок, кога од Централниот комитет од Белград иди човек во Македонија и се уверува дека ова население не ја сака стара Југославија. Се што е во врска со Југославија му асоцира на кралство Југославија, кога македонците не само што не беа признати за посебна нација, туку денационализирани, со сила преименувани во Србија. Од тука имаме само еден така податок чист, а се гледа тоа и по низ други манифестации. Прво да почнеме со одредите. Сите одреди се именувани на наши борци. Еве, да земеме, добро, првиот битолски партизански одред. Јас зборам повеќе за битолскиот крај. Пелистер, тој е брзо разбиен, како денес е разбиен, на 3. мај. На 6. јули се формира нов одред. Тој е битолско-преспанскиот одред Даме Груев, името на еден од основачите на ТМОР и секретар на, односно председател на Смилевскиот конгрес пред востанието во Смилево. Потоа имаме одредот Јане Сандански,
Па имаме одред од Гоце Делчев. Со други зборови, сите одреди носат имиња на наши великани од илинденскиот период, затоа што ова младина што влезе во борбата антифашистичка, таа се подпираше на некои своји традиции, а тие традиции беа од Илинден, најсвежи, најпресни. Па и тие дури имаја литература во своите одреди, покрај политичка настава и друга, воени акции и слично, тие читаја и историја. Еве, например, во одредот Даме Груев, покрај друга литература има ослободителните војни на Македонија од Силјанов, од Христо Силјанов, првиот том. Потоа имаја од Алексо Стефанов. Алексо Стефанов, како прекар му е Радоецо или Чолако. Тој е од Демирхисарските села. Милетич во Софија му ги има забележено тие спомени толку многу пластично и раскажува што неговите, да не речеме херојства, ами неговите судири во турскиот период ги надахнува овие млади поколенија. Или да речеме во Јане Сандански, таму политички комесар, во секој одред имаше и политички комесар и заменик негов заменик. Политички комесар беше Ванче Прке од Сермен, од Штип, и тој во еден така неврзан разговор со еден свој соборец му вика: ебе, добри, да не знаеш како ми се загинува гемиджиски. Значи, тие имаја се како традиција, се надоврзува на ова илинденска борба, таа младина. Инаку тој период е многу богат со настани, преживелици и така натаму. Во 78, кога беше се организира еден симпозиум, 4 книги излегоја за ова од спомени, од сеќавање, од реферати за оваа борба. Јас не би должел многу, би кажал неколку такви примери на достоинство, на снаодливост во тој период, како например, сега не именувам, во Арнаут Мале, кај тебе имаше една Васето, тетка Васе, таа имаше брат болен од Косовска Митровица, дојден тука. Во меѓувреме го бркат Пецо Божиновски. А тие пак, братот нејзин работеше кај татко му, тие беа шнајдери. Прекарот му беше Кривамуцка тогаш. И вика: сестро Васе, аман спасуве, вели, загинав. И таа нема, вика, оди кај брат ми горе, под кревет, скри се, иди полицијата, имаш горе, немам. Таа храброст решава, како да, во еден миг добива таква една сила да го спаси човекот, а цела фамилија е клава на коцка, што би се рекло. Сега тука имала и среќа, братот иди од Косовска Митровица, непознат, а болен, тој по кусо време и починува, не може, идем полицајците вика, овој не може да трча, или овој не може да оди, а не ние го бркавме. Така, еден таков пример. Друг пример имате со овој Пецо Кондураджијата. На 6 мај, кога станува тоа е на Ѓурѓовден, кога станува на убиство на Ќурчиев, Стив Наумов, од Прилеп, Лазо Хаджипоповски од Битола и платникот Прилеп се засолнуваат во куќата на Пецо Стефановски. Тој е фамилиарен човек со неколку дечиња и кој иде, цела Битола е блокирана и кога идат тие таму, тој каква присебност имал да може да ги сокрие овие тројца и да биде толку присебен, а тој си знае како бил присебен. Тој такви примери, или едно снаоѓање на еден ученик, сега не се сеќам дали беше тој Ѓоко Тапанџиевски или некој друг. Знаете, во илегалата, во гимназијата имаше јаки скоевски групи. Тие се млади комунисти, скоевците. И некој го провалил дека тој ученик во тој клас е
замешан во движењето антифашистичко и нормално полицијата ги гони. Ниф и сега идат тие кај директорот, агент, вика, тој ученик во 7 клас. Одат во еден клас и влегуваат во настава, додека е професорот држи предавање, вика, кој е тој и тој ученик? Истиот ученик што го барат, станува, вика, господине директоре, тој е во другиот клас, му вика. И во меѓувреме, додека тие одат, тој нормално се и легализира. Такви случаи има повеќе или Богоја Силјановски, кога ги спасува еврејките, неколку, 4 колку беа во неговиот дуќан долу. Не негов, меѓутоа потирија, тој го држеше, трафика една, кај Саатот, неколку, скоро недела дена, цело време тој тука, а идат, а наспроти него е овој полициски участок, тој е участок станица, полициска станица. Такви примери има многу низ тие книги, низ доживувањата на овие борци антифашисти. И така, сметам дека нашата борба, македонска, на македонска линија си е и не треба да се не срамиме, ами така да ја занемаруваме таа борба, затоа што таа е целокупна светска борба против фашизмот. Многу мајки и татковци, брајки и сестри ги изгубија најблиските своји во биорот на војната. Васко Јовчевски го изгуби својот брат, Панде Јовчевски Кајзеро. Еве што за тоа тој раскажува. Панде наш беше ангажиран во Народно-ослободителната војна уште како младинец, уште пред да загине. Како младинец. Доброволно се приклуче кон партизанските одреди. Кај одредо кај четата, во четата Јаде Саддацки. Действува пролетта 43 година во Егејска Македонија и 43 година по наредба на главниот штаб требаше се вратат во нашиот дел на Македонија. Иначе роден е од село Лавци. Роден е во село Лавци. Тука го поминал и детството. И детството, тука во оваа ливада имаме играно, овдека за 150 метра имаме лозје наше, тука сме растени на ова место. Ето, судбината сакала да дојдат од Егејска Македонија, да се префрлат во нашиот дел, во селото Лавци да си дојдат овдека и од Лавци да загини баш тука до имото наш. А ова што се овие ливаѓа, што гледаме, тие се од Стрикој Муј. Значи пак наши. Со кого беше тука на денот на загинувањето? На денот на загинувањето во селото Лавци бе команданто на одредо, Тошо Даскало Строгов, Панде Ташковски и Панде Јовчевски наш. Викан Кајзеро. Викан Кајзеро. А дента бе во селото. Цел ден нешто пишувале кај Јосиф Џо во куќата. Сетне, вечерта требало да се состанат овдека викани Шестетополи од местниот комитет, некои другари нивни на Тошо, и овие да придружуваат двајцата, Панде наш и Панде Ташковски. Арнома добија известување од Битола дека нема да се одржи тој состанак, дека треба наредната вечер, другата вечер треба да се состанат. И така Тошо ги задржа и уште еден ден тука в село двајцата. Ваму ќе одат другата вечер на состанак таму. Чека до 9 сато и нешто, пак немаше известување дека ќе се одржи тоа. И му каза на пандевците на двата, вие напуштете го селото, јас ќе останам во селото, во Лавци. И тие тука беа затекнати на ова место? Не, тие излега од селото. Добро. Излега од селото и го заокружија селото. И тога приметија дека Битола не е осветлена, дека нешто ќе се случува со селото. Испушиле по една цигара тука негде. И од тука сака да го поминат пато Лавци Битола. Ондека и баш онде на високото одредо беше горе, викано Кулата. И требаше да одат там. Кај групата од одредо. Не беше цел одред, а одредо остана во Кишевската планина. Одредо пишува Гоце Делчев. Гоце Делчев беше. Го помина пато Лавци Битола. Сега се искачија нагоре кон кај шумата, за пато Буково Лавци. И тука удрија на заседа.
Утрија на заседа. Му извика војникот бугарски, стој. Овие на готов с пушките 20 ги носеле, едниот одел 20 метра Панде Ташковски, бидејќи нино е лозјето, ниното лозје излегува и одма на високото стој, му извика заседата, војникот. И овие одма отворија оган на готов му беа пушките, на војниците. Отворија оган, губива стражаро што беше таму на заседата. Панде Ташковски успева низ убиениот војник, низ празнината, да се пробие кон шумата нагоре. И Куртуле остана жив. А Панде наш ја прихвате борбата уште таму. А горниот дел беше блокиран уште со виделина, со дење на горниот дел. А обрачи 30 на одма моментално за некоја минута 3 обрачи околу селото. Еден обрач ни селото, на секоја раскрсница митралес, на секоја пред секоја на куќа војник. И веројатно тој од првата пушка сакаше да се повлечи на вашиот тим од тука, така? Тој мислеше, види се, по наше сега, тој сигурно мислеше да оди в село, да му јави на Тошо дека селото е блокирано, да и Тошо излези од селото, на командантов. И така тие по него војниците и тој со борба. Помина двата обрачи, ги проби. Со фрлање на бомби се проби на двата обрачи. Дојде до ова имот, довдека дојде до ова терет. А овде на истото место кој што е загинат, од Првата светска војна имаше паднато граната. И тачно дупка беше ископана за стоечи став. А на Панде ова место многу познато, ме разбираш? Тука растен. Успеа да се сближи, да се доближи до дупката, да влези во дупката. И од тука зеде позиција. Тие као што трчаа кон него војниците. Тука му беше сето брисан простор. Во таа борба вика командиро на четата: прекинете го огно на војниците. Го прекина огно. Предајте се шумкари. Елате си, му вели Панде, Кајзеро му вели, елате ќе се предајме. И тој иди со пиштоло в раце на готост, како што кажува очевидци бугари. Тука што бе на лице место. Иди со пиштоло в раце и овај го дочека на 4-5 метра до него блиску. Има некои сознанија дека 13 бугарски војници отепа? Доказаа турците, двајцата браќа што дојдоа да го крава сеното од овде. Тие кои видо војска голема овдека се засолна во меѓата нина овдека. И тие гледа на носилки дека 13 бројле. 13 души ги изнесва на Пато Лавчански овде. Значи додека имаше куршуми, муниција, дури имаше се бореше, муниција, затоа ти велам, со последниот пиштоло, со последната муниција, со 5 што имаше на Гант, со 5 го дочека поручнико, сите 5 му нареде в гради. Ме разбираш? Поќе нема никаква муниција. Во истата дупка, со последната бомба Крагуевка, си е клава на стомако и тука се самоубива. Во самото самоубивање, десната рака скината од бомбата што држеше и левата нога дона му изфрлена му беше. Сетне бугарите само го извадува од дупката и овде беше легнат на плеќи. За да се заплашат селаните, лавчани сите. Другиот ден, сите по колона машко од 15 години до најголемите старци што можат да одат, да се движат. И дојсо тука и сите покрај него да поминат и сите да докажат кој е овај. И сите веле кој Панде, кој него познаваме, те ова, те она и така. Углавном, а за тоа време кога беше Панде загинат, имаше овдека одредени 20 мина построени лавчани за стрелање. Стреќа тие лавчаните. За последниот миг, Куртулија, еден коњаник, полицај на коњ, и вика од ондека од високото: немојте да пукате, му вели на овие. Овој Азар да командиро, да пука да истрелаат тие 20 души, лавчани. Тоа да тие пушиле телеграма во Софија и од Софија одговор да не се стрела. Значи на некој начин тој беше жртва за тие да се спасат. Тој си беше жртва, посебно тој веќе беше загинат, ама тие што требаше да истрела, оти него кажува кај е Тошо, оти сите викаа по Тошо. Цела војска, цела блокада што беше за командантот да се поништи. Очигледно дека имате се уште свежи сеќавања за тој настан кога ви бил брат. Настано, дури сум жив, нема да го заборам.
Меѓутоа, ај да ни Оти нема да го заборам. Оти Панде загина најхрабро, како што требаше да загине еден вистински јунак. Не устраме нас како фамилија, не ги устраме своите соборци, не се устраме и самиот, не дозволе да го фатат, не дозволе да се предај. Јас уште на крајот да додадам дека Панде Ташковски, од кога се извлече овде, учествуваше и натаму во Народно-ослободителната војна. Така. Потоа се пресели да живее по ослободувањето во Скопје, напиша книгата Доследни на заветот, по која што Ватрослав Мимица, режисер од Загреб, сними филм македонскиот дел од Пеколо, снимање за селото Лавци и поготово лично за Панде. И во тој филм е прикажана Голготата на лавчаните на сите. Така. Ви благодарам многу. Моле. Три дена на раце те носев мез брана, со тага и болка на погледот срцен. И секоја капка на твојата рана, ко крвава жар ни капеше в срце. Другарите беа и морни и гладни, со згорени грла и свиени плеки, со тап бол се впија во очите ладни, и жалеја оти не кеплам над веќе. Но јас знаев оти пак ке вивнат жарој, и борците под нив ке цветат и раснат. Студените утра ке греат ко сонце и никоја нема да стинат и згаснат. Последната вечер в планинското село, кај борците беа со дрипава дреа, со пликови жешки на стапал тешки и смрштени чела згасени, мразни, ко нивните пушки уколчени празни и нечујно глуво ко здушена реа се точеше шепот од уво до уво. Утре, друже, взори, страшен бој не чека, а ние сме малку, сел неколку души.